Цивил медија. Не, во овој дел, сосема краток воведен, ми паѓа должноста да ви кажам дека ова е на некој начин експеримент на Цивил во кој се обидуваме да изградиме некакви релации со засегнати страни во доменот на борбата против корупцијата, а се во рамките на еден подолготраен процес, а тоа е процес на промовирање на транспарентноста и одговорноста. На сите нивоа во општеството, се разбира во политичките процеси е на некој начин примарно. Тоа што нам ни е особено важно како на Организација за човекови права е да потенцираме дека корупцијата е можеби најголемиот, ако не и единствениот голем непријател на човековите права и слободи. Бидејќи преку него, преку таа активност на структури најразлични во општеството, се кршат човековите права и слободи на сите нивоа, на локално, на централно ниво. Врз основа на сите 30 членови, ако сакате, на Универзалната декларација за човекови права, или пак на сите познати конвенции за заштита на човековите права и слободи. Оттаму многу е логично Цивил, Центар за слобода, да биде организација која е извонредно многу заинтересирана да учествува во борбата против корупцијата. Ние не сме правници во организацијата, меѓу нас има новинарки и новинари, уметници, економисти и така натаму, но нема правници. Баш во оној јадрото на организацијата нема правници. Меѓутоа, веруваме дека со нашите различни познавања во одредени области и експертизи во одредени области можеме да дадеме придонес. Дека не се правниците единствени луѓе кои можат да се вклучат и можат да сватат што е корупција или коруптивно однесување и да му кажат не на таквото однесување. Господја Ивановска, како човек кој ја води Државната комисија за спречување на корупцијата, една од најважните, ако не и најважна институција во моментов во која граѓанките и граѓаните гледаат можност да се запре или ублажи корупцијата во земјата. Таа ќе зборува за тоа, за потребата медиумите, граѓанските организации и институциите заедно во борба против корупцијата, како што стои и во агендите кои се доставени онлайн. Во вториот дел, во пократкиот дел, ќе се обидам јас со неколку примери и со ваше љубезно учество да установиме како и каде политичките партии и други структури спроведуваат злоупотреба на јавните ресурси и имаат коруптивно однесување со цел да придобијат некаква добивка, политичка или финансиска, или и двете, се разбира. Јас толку имав да кажам во овој воведен дел. Ви благодарам што се одзвавте на оваа покана во толку голем број. Навистина ја надминавте бројката од луѓе кои ги очекувавме на овој настан. Меѓутоа, се надевам дека исто така во еден дел од дискусијата која следи подоцна ќе имате можност, се разбира, ќе имате волја да споделите искуства и да ни кажете што плюс можеме да направиме сите заедно. Најнапред да ви се заблагодарам вас на поканата и ги поздравувам овие средби. Ова се наши први скромни почетоци, меѓутоа секој успех се должи на некаков почеток. Убедена сум дека мораме да имаме успех. Вика, за успех треба, баш тоа го коментирав сега скоро, треба ум во главата и срце во градите. Умот сме го научиле во школите, меѓутоа за срце во градите треба да имаме чувство за праведност и правда. И јас не сум правник, ама имам изразено чувство за правда и за праведност и затоа и сакам да се борам. Инаку, благодарение на граѓанските здруженија и на учеството на граѓанското општество воопшто, дојдено е до промена во законот за спречување корупција и судир на интереси, и тоа до значајни промени. Првата и најзначајна промена која што е направена под притисок на граѓанските здруженија е начинот на избор на комисијата, кој што, како што гледате, е првиот фактор и кој што обезбедува неполитичко делување на комисијата
одлучно и неселективно делување. Исто така и другите промени. Исто така има и други значајни промени во законот кои што се под влијание на граѓанското општество, на граѓанските здруженија, а кои се однесуваат на транспарентноста. Како што знаете, сите нашите седници се транспарентни, одлуките ги кажуваме јавно и транспарентно, и објавувањето на веб страната, значи се што е одлучено, се што е донесено во комисијата е достапно на јавноста. Мислам дека покрај другите промени кои што се направени, со кои што се зголемува надлежноста на комисијата во незиното делување, истражни действија, поврзување со бази на податоци за се зголеми ефикасноста, мислам дека за оној дел што се однесува граѓанско општество и демократија, овие три работи се клучни за транспарентно работење, објавување на одлуките на веб страна, јавни седници, а пред се тоа да го направат луѓе кои што немаат политичка заднина и немаат долг кон ниту една политичка партија, што мислам дека е едно од најважните работи. Ме праша пред малку дали имаме притисоци и секогаш го кажувам, до сега, фала Богу, немаме, меѓутоа новиот закон ни дава можност, доколку имаме притисоци, да се обратиме во собранието и ние тоа ќе си го искористиме. Па нека повелат, нека прават притисоци, ние тоа ќе го кажеме. И тоа е еден вид пак транспарентно изнесување на работите. Мислам, сите знаеме дека корупцијата не само во нашето општество, него воопшто во човештвото е тешка работа, опасна работа, многу тешко се надминува, меѓутоа, навлегувајќи сега во оваа литература се повеќе и повеќе, има веќе статистички податоци за земји кои што организирано пристапуваат кон спречување на корупцијата и до 8% намалување на буџетските средства, на буџетите, на буџетските расходи, што е една значителна бројка во зависност од големината на буџетот, меѓутоа е за почитување. Тоа што сакам да кажам дека нас ни е неопходна системски пристап и општествено ориентиран пристап, односно инклузивност на сите нас. Тука пред се ги мислам граѓаните, граѓанските здруженија, медиумите и ние. Тоа што ние ќе го донесеме како одлука, тука се медиумите да го објават и нели сега ние ги процесураме кривичните пријави до јавното обвинителство, тука се медиумите повторно да тропнат на таа врата, да кажат до кај сте, што сте, како сте. Мислам дека заедно ќе бидеме многу појаки и под притисок на јавноста ќе можат многу работи да се менуваат, што е основна работа. Сега како да делуваме работата? Прво за било кој да започне борбата со корупција, треба да започне да биде чист со борбата во себе. Дали е спремен за било каква услуга да не плати никаков надомест, што не треба нели да го плати? И второ, дали за вршење на било каква услуга што му е нормално обврска, службена должност, нема да побара пари. И тоа се всушност и основните дефиниции во законот на активна и пасивна корупција, да побараш или да ти понудат мито. Значи, кога секој со себе првен ќе расчисти дека ниту ќе побара, ниту ќе даде, тогаш на секој чекор кој ќе најде, нели, ако некој му побари или ако некој му даде, он тоа ќе го спречи. Затоа првиот чекор е навистина менување на свеста на граѓаните. И тоа и странците ни го кажуваат. Променете си го вашето однесување. Мислам, борбата е во нас. Само треба да излезе на површина. Тоа што вие можете да го направите тука во јакнење не само на вашата свест, нормално секој поединечно, на личната свест, туку и на граѓанската свест, преку разни, не знам, знаете вие како го организирате тоа, дали преку порталите, дали преку медиумите, дали со собир или било како, важно мора едноставно да биде срамота тоа да се прави. Кога ќе биде осудено од граѓанинот дека ќе биде срамота, тогаш и ќе почне да се престанува, затоа што едно време беше у мода, ако си на функција, дека мораш да имаш ти кола. Дека е срамота ти ако идеш пешки, или срамота, не знам, ако немаш, што ќе беше ти директора да немаш репрезентација, или што ќе беше ти да немаш такви поволности. Сега дека, како што рече Џабир, корупцијата го крши владењето на правото, сите гледаме дека го крши. Дека ги крши човековите права, нормално не можеш да си ги оствариш своите права заради тоа што некој пречицом ќе дојде до нешто што ти припаѓа тебе. Така, дека
дека моралните вредности, што е најважно, што е најсрозателно за едно општество, моралните вредности во општеството. Кај се моралните вредности. И дека треба да го осудиме, да го обрукаме, да го исплукаме секој оној што ќе си дозволи нешто да прибави, да добие или да најде некој краток пат за да се стекне со нешто на нечесен начин. Односно со подметување и со, нели. А сушност гледаме какви скандали ја треса државата, токму од таква природа. И тоа е целата работа. Значи сега ако некој си пази до својот интегритет, како вика стари, ако се сеќаш, сигурно се сеќаш, око да ми извадиш, ама образ не, нели? Значи ако сите почнеме да живееме со таква девиза, малце поинаку ќе бидете. Зашто? Со чиј со образ? Добро, ама многу миналото стана. И па и Самуил одел со ќорави војници, ама бил морален победник. Така. Сега. Па така е. Значи не може затоа што не стана начин на живење, затоа што никој не ќе да се помачи да дојде како што треба, и ако тој му ја касни процедурата за издавање некаков документ или било што да си го побара, чекај, ало, ти имаш 2 недели мене да ми одговориш, зошто ти ми го чуваш моето? Пример зборам, така? Па пријави го кај шефот, па шефот, ако не е шефот, па има и друг, па кажи го вестник, па не знам што, обрукај го. Пријави го кај нас. Било што има начин. Сакам да кажам дека ткиво, здраво, секој ткиво почнува со една клетка да се прави. Една, па друга, па трета се прави ткиво, така? Сме учеле биологија. Така и здраво ткиво во општеството. Ако ние сме критична маса, од тука натака ќе продолжиме ние да правиме други здрави ткива што ќе бидат критична маса. И така тоа да се шири. Да не биде срамота. Мојот член Нури Бајрами, што доаѓа од Гостивар секој ден со автобусот и што за малце ќе загинеше кај Ласкарци, жими тој ден се качил у кола со некој пријател да си оди за Гостивар. Секој ден пред него шишка некој директор од некој јавно предпријатие и уште му свири и му се прави мангуп. И вика, каков антикорупционер сум јас, најдобар на свет. Можеш ти да се брукаш како него, ти да зимаш патни трошоци или да зимаш кола за да идеш у Гостивар. Ке си идеш како што треба да си идеш со вакво, а неговото ке си дојде. Собираме податоци, правиме анализи, од каде оваа толку богата држава да дава пари за патни трошоци, за коли, за не знам што. Еве, а како можеме да се вклучиме ние? Како може еден граѓанин или граѓанка да се вклучи во борбата против корупцијата преку обелоденување на случаи коруптивни или коруптивно однесување на локално или централно ниво? Вие уште на самиот почеток, практично првиот ден кога почнавте да работите, функционирате како Државна комисија за спречување корупција, објавивте дека ќе имате веб платформа, дека самата комисија ќе биде отворена, како што и сме утврдили, дека е отворена и за посети, лични посети на граѓанки и граѓани во вашите канцеларии, да пријавуваат коруптивни случаи. Како можат и кое е вашето искуство? Дали луѓето воопшто се одзваат, дали ви испраќаат информации, дали тие се употребливи за вашата работа? Значи, многу информации ни испраќаат и многу луѓето се одзвај и мене тоа ми е посебно драго. Колку ние имаме капацитет да го направиме, тоа пак те цитирам тебе што рече дека имаме помалку вработени од граѓанско здружение. Меѓутоа, отворивме фронтови на сите страни. Се трудиме максимално, ни одмори сме видели, ни бутор. И да оди некој член на одмор, има кворум за работа, понатаму. Значи, луѓе доаѓаат постојано. Значи, не се случило некој да дојде да побара средба да не сум го примила. Буквално се трудам, може во моментот ако дојде ненајавен, ќе почека или било како, или ќе презакажеме за друг ден. Меѓутоа, на ниту еден не сум останала без одговор. На нашиот мејл контакт ДКСК или на нашиот веб апликација што имаме, се јавуваат луѓе, пријавуваат. Сега, луѓето буквално се незадоволни од оваа држава, гневот се чувствува во текстот како е напишана пријавата и многу често има пријави кои што навистина не се во доменот на нашата работа, значи незадоволство од било што
се праќа до ДКСК. И тоа вистина ни одзема време. Затоа ќе биде потребна едукација на луѓето што све може да биде. Затоа и ние го променивме деловникот и 2 месеца не немаше во јавност, иако во позадина работевме. Меѓутоа го подготвувавме деловникот баш од тие причини да не ги ставаме сите такви анонимни или било какви пријави што се од граѓани, да не ги ставаме на седница како пријави, туку од кога ќе ги сработиме, односно од кога ќе видиме дали држат или не држат, па одлуките да ги ставиме одлуките конечни, бидејќи за тоа сме обврзани со закон, и тие да бидат на јавна седница. Значи да не биде затоа што почнаа лажни пријави, почнаа да не злоупотребуваат. Мислам, се препукуваат партии со нас. Мислам, не е ферски тоа. Ако сакаме нешто да помогнеме да направиме во општество, нема да бидеме ние маша сега на било какви препукувања. Значи затоа треба по мене да се организираат повеќе средби со граѓани и така, и ние во нашата програма тоа ќе го предвидиме. Ние повеќе ќе предвидиме во институционалниот дел со институциите, јакнење на свеста на службените лица, на вработените, да не се продаваат, едноставно јаки вистински човечки вредности се тргуваат за пари. Тоа е најстрашното, тоа е болеста, тоа е она што е, како да кажам, нешто што највише губи во општеството. Еве, ние сме од постарата генерација и знаеме. Предходната држава со многу помалку беше богата, односно многу повеќе беше сиромашна. Луѓето голи и боси, ама имаа верба во себе и морал и успеа нешто да направат. А сега ние со многу повеќе се менјаме назад. Зошто да се минуваме назад? Затоа што, како зборевме преска, за нормален живот не требаат милиони. За нормален живот требаат неколку илјади евра, 5.000, 10.000, 20, 100, да обезбедиш стан, кола, не знам што. Не ти требаат милиони. Значи се е тоа ненормално. Се што е ненормално има други корени. И некој, ако тој живее ненормално со многу, некој друг треба ненормално со малку да живее. Се е испреплетено. Што значи дека треба да се јакне свеста, граѓанската свест да се јакне, да се охрабруваат граѓаните дека никому за ништо не дужат. Дека тоа што треба да им заврши еден цареник или еден полицаец или не знам било каков службеник на било каков, тоа му е работа. Дека за тоа пари зима. Дури бенефицирани стажови имаат, па тие па плюс што зимаат. Овако. Особено во судството. Значи најголем број предмети доаѓаат поради лоши судски одлуки. Што е ужас. А од друга страна знаеш дека ние во судската одлука не смееме да пипнеме. Пошто тие имаат автономија, тие се неприкосновени. А како дошло до таа судска одлука сега тоа е друго прашање. Како тоа да го докажеме? Значи тоа може само граѓаните да го докажат. Ако доколку почувствуваат притисок дека некој судија бара нешто за да ја донесе судската одлука во корист негова или било како. Значи тоа веднаш треба да се пријавува. Односно да се организира па со бележани пари или со било како да се делува. Односно да пријават во надлежните институции. Да пријават во неве, нека пријават кај нас, ние ќе го изорганизираме. Имавме скоро една таква пријава и го изорганизиравме, па сега ќе видиме резултати. Какви ќе за друга институција. Не е важно, сакам да кажам дека човек се охрабрил. Друга работа. Знаете дека од 2016 функционира закон за укажувачи. Додека не почна нашава комисија да работи, немаше ниту една пријава. Ги гледам извештаите, значи секоја институција има регистриран службеник кој што ќе работи со укажувачи, овластен за да прима укажувачи. До сега немаше пријави по институциите. Имало 2 во Министерство за одбрана, кои што откако отишле да ги кажат на службеното лице, тој мангуп се појавил на Facebook, ја објавил таа и што таа добила јавен карактер. Значи не е веќе укажувач. Така. А укажувачите, знаете, сите всушност да доведоа до промени, драстични промени во државата, укажувачите од МВР. И служат како светски пример. Тој експертот од Германија, нив ги носи, ги покажува како светски пример, еве како треба да се работи. Значи, преку тој систем на укажувачи веќе кај нас се охрабрија 12 предмети имаме како укажувачи. И тие има неколку предмети кои што веќе се во завршна фаза. По таа процедура, по таа постапка, им се овозможува целосна заштита на луѓето. Значи, тие кога влегуваат во нашата институција, полицајцот не смее да ги идентификува кои се и што се. Доволно е само да каже дека одат кај лицето Ирена Поповска, која што е нашиот овластен за укажувач. Само да го спомнат незиното име и може слободно да си помене и да отиде кај незе. Значи, не смеат да го идентификуваат кој и што е. До тука е, мислам, навистина е тоа голем чекор напред. Да се охрабрат луѓето да доаѓаат и да кажуваат.
и да се организира нели начин како тоа да се открие после понатаму, тоа се врза, цели системи се разработени, тоа не е туку така нешто безазлено. Можете ли да за присутните да откриете неколку податоци за Државната комисија за спречување на корупцијата? Колку луѓе имате? Колку предмети треба тие луѓе да обработат? Што се друго треба да направат? Имате ли доволно ресурси, доволно финансии, доволно простор? Па доволно можности да изнесете оваа огромна мисија на грб? Сите предизвици ги кажа во едно. Значи луѓе имаме 20 луѓе, а по систематизација од 51 вработен, по старата систематизација кога немаше комисијата толку надлежност. Сега има една дузина надлежност, сега ги на две страни надлежности, а истиот капацитет стои. За жал, предходната година, поради тоа што била нефункционална комисијата, буџетот го правеле по службена должност, Министерство за финансии, и тоа е многу скромен буџет направен, кој што нас ни помага да ние редовно работиме, плаќаме сметки, нели комунали, тие работи ги купуваме најнеопходните работи, меѓутоа сите други работи кај нас одат со донатори. Се, и тоа ние ќе си го кажеме и во завршната сметка и во план буџетот што ќе биде за наредна година, ќе кажеме всушност колку се тие средства што ни ги даваат донаторите. Оти тука дали е обично стратегија за комуникација или обуки на вработените, тим билдинг, не знам, функционална анализа, па конечно изработка на систематизацијата и подготвување на деловникот, не знам, изработка на софтверот кој што треба да има 8 модули за да профункционираме. Значи се тоа оди преку донатори. Утврдување на ризиците по сите области, ризици од вработување и злоупотреба на дискреционото право, и тоа е еден голем проект преку Холандска амбасада што. Значи сите фактички работи, суштински кон активити што ги викаат се од донатори. Сега, имавме средба со премиерот, бидејќи се побара од нас да кажеме дека нашата... Мислам дека денеска требаше да се случи. Не, денеска имавме со вице-премиерот, утре со премиерот за просторот. Беше побарано од нас да кажеме дека ние како држава немаме пари за да обезбедиме софтвер, кој што е колку 2 наши буџети, значи скапа работа, и за да може тоа понатака да се процесуира. И сега тоа од една страна, ако ти го ставаш како стратешка цел во државата, дека ти е борба за корупцијата, е лошо да кажеш дека немаш пари. А од друга страна, реално, буџетот е направен службено, значи нема пари, нема ребаланс, не се знае ни кога и дали ќе има и кога ќе има. Да побареме ние за следната година, државата да ќе ни даде. Меѓутоа, ако ни даде од 1 јануари па натаму, тоа значи дека сите процеси се пролонгираат уште за една година. Тоа значи дека ние пола мандат ќе изгубиме, додека го добиеме тој софтвер, дека се поврземе со сите институции, додека профункционираме, отиде. Што сме направиле? Цело време само ќе кукаме и ќе викаме немаме. Неќеме да немаме, сакаме да имаме. Значи, сакаме да функционираме. Сега со колку луѓе? Со тие 20 луѓе со кои што работиме, 9 од нив работат со комисијата, односно се советници за корупција, советници за судирни интереси и советници за имотна состојба, односно за анкетни листови по тројца. И тие све треба да обслужат. И еве сега искочи дала антикорупцијска кривична пријава, пример. Прашуваат одма новинарите каде е кривичната пријава, одат во јавно обвинителство. Таа не искочила од кај нас. Таа е една сирота, што попрво да напишат? Милион се белешки, ваква одлука, ваква. За еден предмет искачат 4, да кажем, иницијативи од кај нас за различни институции. Све тоа треба да се напише, да се направи. Треба да биде издржано, не треба тоа само туку така да штанцаш нешто. Секој предмет е сам за себе, со своји карактеристики, па не може сега да, мислам, да паѓаме на таков испит стручен, нели? И тоа не оди. Така што многу е тешко од тој аспект за да искочиме. Дури сега ние секој ден имаме колегиум со комисијата, буквално секој ден. На колегиум треба да, нели, или да праќаме барање за документација до институции, или не знам да работиме по предмети. И сега ние имаме уште време за колегиум, мора да речеме стоп. Не може да се абсорбира се што ќе кажеме тука во службите доле. Треба тоа да се изработи да излезе. Не може да го абсорбираат луѓето. Толку е времето.
Civil Media.